Ти рекол? Ми рече. Ти рекол? Ми рече. И добре дојдовте во уште едно издание од вашата милена емисија Ти реков ми рече. Денеска сум навистина пресреќен затоа што во емисија ми гостува еден човек кој што многу го сакам и го почитувам, човек кој што слободно би кажал, не сме нешто многу блиски, но го гледам како постар брат, не можам да кажам како татко, сепак е уште млад. Човек кој што многу ми помогнал на почетокот на мојата кариера, ми дал совети, човек кој што е хитмейкер, кој што е виновен што почна да се слуша повторно убавата нели македонска музика, човек кој што возможи јас да порастам со неговите хитови, најдобар диџеј, еден единствен Владимир Блажев, Панчо. Ајде, здраво. Како си? Јас сум добар, фала ти за убавата најава, ама ја се срамам пошто Па те видов нешто у телефон гледаш. Не секој, да, извини што гледам до Не, од срам, од трема. И секогаш имам трема ако изгледам дека немам, ти реков фала ти за убавата најава, ние секогаш со Андре која не најавуваат бомбастично, не се гледаме у суперлативи и некако не се пронаоѓаме таму, ама секој тоа е твое мислење за нас, ние го почитуваме и на секој го годи. Веруј ми, те молам, не правам лице. Јас сум само искрен. Да, јас знам дека си искрен, ама ете фала ти и мислам дека не припаѓаме таму, имам уште многу работа, ама фала ти за убавата најава. 22 години кариера, мислам дека не е да се изразам вака, извинете за ебанција. Така да, дефинитивно сите овие суперлативи ги заслужуваш. Па најверојатно да, кога ќе видиш дека е бројката голема, 22 години, 21 година, 21. Значи кога си се родил ти, ние сме почнувале, ама сме го заслужиле тоа со работа и мора да добиеш прво доверба кај луѓето. Знаеш, не секој може да те сака, како и на тебе, како и на сите дечките кои работат позади камерите, не може да им се допаѓаат сите песни на ДНК. И е тоа ствар на вкус, ама знаеш како кога сум бил ја многу помлад, кога нели зборевме за такви хајпови, ќе збориме многу. Зборуваме така. И ние сме биле деца, па знаеш, си флексал, си правил и тоа што сакаш и тоа што не сакаш. Ама мислам дека како што старееме, бегаме од многу драми, го гледаме нашиот пат, гледаме кај може да помогнеме, да дадеме некој совет кој сака да го прифати, окей, кој не. Тука сме да помогнеме секогаш кај можеме. И ова го гледаме како еден пат на не трка на 100 метри, секогаш тоа го велам, може да сум и досаден, бидејќи музиката не е спорт и надпревар, туку не можеш да си ти континуирано горе. Секогаш има некој што ќе скочи нов Панчо, ќе скочи нов Давид. И така треба да ја не можам да сум идол на генерацијата на син ми, кој има 13 години, мора да имаат они своји идоли, секоја генерација мора да има своји идоли, ако нема, онда ќе имаме проблем во општеството. И пред се со Андреј, нашето мото е да не памтат како добри луѓе, а не како Панчо и Андреј од ДНК. И мислам дека тоа, кога ќе го направиш тоа име, а не, тешко се прави, и кога ќе го направиш, лесно се губи. И мислам дека тоа ни е поентата и така сме решени одамна да функционираме. А и кога си таков, кога имаш такви чисти мисли, мислам дека и универзумот исто стои секогаш на твоја страна, само ако повараш. Универзум или Бог, кој како сака го нарекува. Да, кој како сака нека верува. Апсолутно си во право, ама се надам дека јас ќе бидам во право ако кажам дека Сиора е најдобрата револуција кога станува збор за органската козметика. Значи има најдобри креми, пилинзи, масла за тело и така натака, свекички, сапуни, се произведуваат. Сиора е македонски бренд, имаат одлични производи, посетете ги Сиора. Нашиот генерален спонзор Love Guru, најдобрата онлайн секс продавница во Македонија, имаат одлични играчки за одлична забава за возрастите. Најдобрата мотоопрема, најбрзите електрични тротинети, мотори и велосипеди само на едно место во All Electric. Навистина имаат одлични цени и најдоброто и најслушаното Метрополис Радио. Ве молам голем аплауз за Панчо и за нашите пријатели. Панчо, навистина прв пат можам да кажам дека во животот имам трема затоа што се знаеме приватно и стварно не знам сега како ќе зборуваме, но станам дека ќе бидеме искрени. Кога објавив на Инстаграм дека ми гостуваш, вистина, значи експлозија се случи, многу луѓе пишуваат кога концерти, кога ова, зашто со овој вака, зашто со оној така, ќе зборуваме за се. Ви интересира веќе тие зашто оваа тема, 22 години нели кариера, како обстојувате, колку е тешко, зошто да кога така? Па знаеш како,
пред се мораш да имаш некоја стратегија и ние, та младите, верувам дека не може да го прават уште, треба да помине некое време за да имаат километри па да прават таква стратегија. Ние секоја година, на крајот на годината или баш на почетокот, првиот месец во јануари, знаеме што ќе правиме цела таа, например 24-та, знаеме што би правеле. Мора да имаме стратегија која не држи во форма, да кажем, и си ја знаеме агендата за цела година. Збориме за ДНК сега, не зборам као DJ е посебно тоа што правиме, си имаме посебна екипа, за тоа се вика Шршат, кај што ни гостува, кај што имаме уште тројца со мене DJ, а тоа накнадно ќе го кажеме. И колку е тешко. Баш кога идев на албум, не знам, јас сум овертинкер генерално и смирен сум вака, ама ми бучи главата и тоа е многу чудно. Тука се осеќаш зен, горе у главата си сарма и си викам што е тешко кај нас, уствари сите што се занимаваат со музика се мачат и живеат. И имаш две категории, а другите само се мачат. Да. И не заработуваат од тоа, а онаа меѓу категорија е кои се поттикнуваат тие што се мачат и не заработуваат, бидејќи нема доволно авторска музика која би издржало 120 минути да пеат, односно да го задржат вниманието на публиката. Така е. Така да, генерално, за жал, имало и убави времења, имало и поубави, имало и неубави, ама ја не можам да се жалам сега. Ние стварно последните години, тргајќи го ковид, функционираме феноменално, ама мислам дека тоа е се плод од тоа претходното што го кажав, од истреност и макотрпна работа. Во право си, добро, ти Андреј сте едни од ретките изведувачи кај нас кои што успеа да ја наполнат и арената Борис Трајковски, не знам кој друг може да ја наполнат кај нас. Вака на кој успех си најгорд од твојата кариера? Па има доста моменти, има и тие помали кои биле, има и како генерално ако збориш хајлајт е Борис Трајковски, бидејќи е кога застанавме, сега тоаш ми беше све магла, кога застанавме на тонската проба, сега се ежам ти кажам, знаеш како беше као, не знам како една точка на цела маса, као застануваме на сцена и викам, кај ќе го напуниме ние. Мислам, ние последниот ден можевме да најавиме 2 дена пред дека е sold out, ама не кефме зашто кога најавиш sold out уште толку луѓе, а човекот кој беше задолжен од Пасворд продукција за организацијата рекол, молам, не продаваме више карти, беа повлечени, бидејќи беше тоа што беше. И ние објавивме 4 сати пред концертот дека е sold out. Веќе изгасивме телефони, не знаевме што ќе се случува. Тоа ми е најголем хајлајт во кариера, каде што нема да застанеме. Апсолутно. Имаме многу други планови за тоа, кој ќе биде 25 години ДНК, односно во 2027. Више тоа го имаме ние размислено и ни стои кај што е нели на оној борд кај што го имаме у студио со Лазар Цветковски, си правиме оваа година тоа, само Господи не поживее. Да, мора да имаш план. Мора да имаш план, да. Сега ако се оствари. Иако јас сум таков малце унапред размислувам, но дефинитивно тоа не е најголемиот хајлајт, но не значи дека ми е можда и најдраг, зашто мене ми е многу драго кога ќе отидам, пример, у Македонски Брод и кога ќе настапувам у некое место за 300-400 луѓе кај што луѓето пеат, или кога ќе отидем у некој мал град у Берово, у Пекчево, кај што све повеќе луѓе се оцелуваат и каде што ќе биде полно и каде што ќе ги пеат нашите песни. Ја едноставно живеам од енергијата и Андреј исто на другите луѓе. И многу ни убаво кога се дружиме и ние мислам дека сме луѓе на народот, деца на народот и можда и тоа допринесува приземни, јас би рекол. Не сте како некои како што налетуваат и влегуваат во светот на звездите, ја мислам дека сте приземни и нормални според нашите општествени. Овде звезди нема. Нема кај нас звезди, а? Ја им се смеам на тие. Да. Ти иritiraат ли, сега те прашам, бегама темата, ти иritiraат ли, например, оние старлети кои што не знаеме што се во професија, а се нешто гледаме дека се појавуваат по ивенти, а се замислуваат дека се огромни звезди и дури се арогантни. Не знам за кој точно цигаш. Не, има многу, например, појави за Македонија зборам? За Македонија, да. Ја искрено не знам дека има старлети, не сум ги сретнал. Па еве оние што се на Инстаграм, како и да се викаат, се замислуваат дека се мега звезди. Ја, знаеш како, тргам стално од сам себе, која ја немам такво
мислење за сам себе, зашто би имал мислење за било кој, дали е премиер, дали е директор, со сите сум нормален, како што сум со тебе, како што сум со него, сите за мене се луѓе, не ги доживувам така, ако некој се испонаша така, мислам, јас знам да го уклучам тој момент на стар, ама не сум го уклучил и знам да бидам гаден за тие што се гадни, што се не луѓе. Има луѓе, ја ги делам така, луѓето на добри, лоши, луѓе и не луѓе. Без оглед кој што е. Бил премиер, голем курац ако бил премиер, бил не знам директор, голем курац ако бил директор. Што Немаш страф? Не се плашиш? Па од тие јаки фаци. Ама не постои јаки фаци, постои јаки фаци од твојата глава. Ја не можам да сум јака фаци, јас сум ист човек, имам исто раце, нозе, кењаме на сабајле улице, миеме глава, заби, исто. Тој, знаеш како, тие јаки фаци, луѓето од страна ги прават јаки фаци. И затоа патат као и знаеш му даваат, знаеш како, им даваат значење на некои небитни. Ако е добар човек треба да ти е кеф да седнеш со него и така ја гледам, ако е јака фаца, што не ја. Па добро, оние што се со политички грб, нели заштитени грб, да речеме по знак на наводници, а на пример ти си гласноговорник на многу теми, дали на пример некој ти се заканувал? Не. Не. Никогаш не ми се заканувал, јас сум израснат. Тргни го постот на Facebook, на Instagram, не е битно. Направи го. Јас сум израснат на улица, имам страшно добра екипа која стои позади мене и кој сум дел од неа, така да. Физички да ти помогнат, ако не боже нешто? Апсолутно, секако. Пред тоа јас сам ќе си помогнам, ако случајно има некоја појака банда од таму. Мојата екипа стои сегогаш тука, ама никогаш не се случува. Алудирав на таа банда која што, например, не би сакала с тебе да се пресметена физички, да речеме, не е способна, но е способна, например, да забрани да настапуваш и како пејач и како диџеј. Не може да забрани никој. Види, ние кога дојде оваа гарнитура која е сега на власт, ние за тоа не можеш ти да го докажеш, ама тоа е нормално кога дојде се сменија градоначалниците на СДС. СДС. Треба на крај. Нема, таа партија нема одамна. Добро. За не ова за политика, ама и тоа ќе го зборнеме. Ќе збориме, нема проблем, да имаме спремно, да. Ќе го зборнеме. Ние не настапувавме нигде скоро 5 години каде што они беа. Од кои причини? Претпоставам дека се причините дека сме ги поддржале на кампања од другите, односно ВМРО, нели, кои и сега е кампања, па и ние и сега пееме. Не дека не ни беше понудено да пееме за другите. Ние, знаеш како? Ние ово работиме за пари, но некогаш кога некој ќе претера и ако мислиш дека ги гледаш идеалите во некој други, онда ќе се одлучуваш, парите не ни се битни, поготово како што никогаш не ни биле битни на нас и на Андреј. Но морам па да кажам дека у Крива Паланка пеевме оваа година 3 пати и таму е Сашо се вика градоначалникот кој е од СДС и не викна прв пат да не викна некој градоначалник кој е од СДС. Од СДС, и у општина Центар исто пеев. О, браво. Општина Центар Горан. Така треба да е сегде, без оглед која структура е. Која си политичка определба која имаш, нема врска тоа никаква. Нема потреба, види, знаеш како ја како гледам, ако ние пееме за една партија, а друг е таму градоначалник, ако он знае дека ние правиме убаво шоу, па он ќе донесе луѓе и такви, не банира. Добро, Панче, веќе кога збориме за оваа тема, зошто кај нас луѓето се делат по партии? Зошто? Знаеш зашто вака? Денес кога ќе кажеш патриот е нешто најсрамно кога политичарите го направиле тоа, според мене, ова е мое лаичко мислење, ја не сум политичар, кога политичарите дошле и го направиле тоа да го делат народот, секогаш се јаки политичарите. Тоа е прва работа. Втора работа, кога го донеле да кажеш ти патриот е срамота, кога ќе кажеш ти патриот си ВМРО-вец и патриот го стават на ист кантар со националист, тогаш народот е поразен по секој основ. Значи, ако сум патриот, не значи дека јас сум зимам пушка и тепам други луѓе, него си ја сакам државата која сум се родил тука и која е нормално и природно да си ја сакаш. Апсолутно. И јас ако сум патриот, не значи дека сум ВМРО-вец. Ако сум патриот, не сум националист. Имам многу другари од различни националности кои се сакаме, кај ден што настапуваме и си честитаме празници, јадеме, спиеме, се гушкаме заедно и сите тие работи. Значи уште постои тоа.
Не тоа, кое? Таа љубов помеѓу другите националности во нашата Зашо, земја. ја не знам дека не постоело. Тоа на телевизија се гледа така. Значи пропаганда некој. Па тоа е секогаш со фейк ньюс и сите тие работи кои функционираат. Али денес, и ова се што ќе кажам ќе биде извадено од контекст, ама ти Нема имаш проблем. цела емисија. Ако денес е патриот, значи да бидеш ВМРО, тоа ќе сум најголем ВМРО. Аплауз. Али ова сигурно ќе биде извадено од контекст, па ќе го стават, али ја имаме цела емисија да им кажем спортивно. Да зборуваме. Сакам да им кажам дека поготово на младите дека не треба да се занимаваат со политика, дека политиката е страшна курва и таму нема црно и бело. И мора да внимаваат, поготово да не се делат и да не се мразат човек со човек, која партија бил, ми е гајле. Ставовите се мои и твои. Ако се политички различни, ама ние треба да се сакаме Апсолутно си во право. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да и се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетите го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Панчо, кога веќе зборуваме за политиката, мене ме интересира една работа, хипотетичка работа. Утре, тебе те ставаме за премиер на Македонија. Знам дека не сакаш да видиш. Кои промени би ги направил оваа земја? Видите, промените се едноставни, ама ја реков политиката не е црна и бела, како што станувам повозрасен, така ги сваќам работите. Долго време више имаме, за жал, поголеми звезди од артистите, уметниците се политичарите, бидејќи медиумски простор имаат секојдневно. Прво не би ме ставиле мене, нормално, а ако ме стават мене би сменил многу работи кои се многу логични и би го средил, прво би го средил судство, здравство и образование. Тие се најголемите фактори за едно општество да успее. Така да и би бил многу искрен и не знам дали би можел да издржам, бидејќи се и премиери и градоначалници се секогаш мета на народот и поготово на оние тастатура мангупи и Facebook пишувачи, мањаци, како сакаш наречи ги, али ја за премиер немам афинитет. Никогаш не сум сакала, ама градоначалник на аеродром, кои промени? Градоначалник би бил? На аеродром кај нас би бил и искрено да ти кажам планирам кога ќе завршам кариерата на колку? 60? После 55-60. 55-60. Да. Одлично. 5 промени кои ги би направил во аеродром, едва чекам да слушам. Едва чекам, пошто јас ќе ти кажам ја што би направил. Види, сега за сега си функционира аеродром одлично. Дефинитивно секогаш би ставил како се вика овакво, не ми текна зборчево сега. Кружен тек? Не, точка би ставил неколку, ти рече 5 работи, 5 се многу. Би ставил на чистота, мора да има. Зеленило апсолутно, би ставил мораториум на градба више, да нема, бидејќи инфраструктурално самата населба не знам кај би можела да се шири, освен натаму на кај Лисиче и тие некои паркови. Нормално градинки мора да се прават, бидејќи е огромна населба, чистотата ја спомнавме и би изградил уште едно кино, затворен базен, театар, оној некој пензионерски дом да има вртилиште за луѓето. За анимација и еден убав фудбалски терен како што е ФФМ ваму, ама да е да си има клуб аеродром, како што има МЗТ и би финансирал исклучиво во спортот и секој училиште, бидејќи знам кога го земам малиов од школа, би ги ставил, би ги реновирал купатилата, односно тоалетите,
каде што да не биде она чучавац као у среден век пред 100 години, Браво. да си има сапун, да си има сите тие работи, дали од спонзори, дали од не знам што, али тоа би го работел. И ако имам некои обструкции, сам ќе си кажам фала што ми изгласате, јас се повлекувам, ќе се испаднам многу, повлекувам? ако ми прават обструкции, Да. ќе испаднам поболе мангуп него ти да ме плюкаш за тоа што сум ти го ветил. Ја тоа што ќе го ветам, за мене е закон. И договори, многу мразам договори, иако мајка ми Бог да ја прости, викаше еден ден така ќе те одерат, ама ја уште верувам на оној образ. Кога ќе кажам дека ќе дојдам, ако кажам дека не можам да дојдам, не можам да дојдам, Браво. нема лажа. Тоа е реткост кај нас. А и доблест Верувам. во секој И случај. доблест е, јас сакам да функционирам така и некам ако бидам, многу пати сум бил излажен и искористен, ама некам ради тоа, потоа некој друг да страда ради тие, ти ако не си ме зезнал мене, ако некој друг ме зезнал, зашто ти да патиш? И ја да мислам дека си да те ставам у искош со сите други. Така да, тоа би го направил и ќе правиме следно интервју кога ќе станам градоначелник најавно. О, па јас колку ти имам? 40 години, колку ти имам? Табан. Добро. Знаеш што ме интересира? Дали би направил како градоначелник, кружен тек кај раскрасницата кај блок? Таму фали кружен или семафор барем? Па семафор не може, зашто знаеш како ќе биде таму застој голем. Ама ја сигурно има Сега е некој лудница. Знам. Ставаме слика тука моментално. Лудница е. Живееме во иста зграда, јас и ти сосема случајно. И секојдневно поминуваме од таму, знам како е. Јас не сум експерт, сигурно ќе имаш тим кој тоа ќе ти го посочи, ако мислиш дека треба да даеш зелено светло и да веруваш на екипата. Верувам дека не знам зашто се уште не стаеле, ама има валјда причина зашто. Ама ете да поздравиме Тимчо и да го Тимчо Муцунски и да го повикаме да испрати луѓе да види дали таму треба кружен тек. Да, на апел, Апел. мислам дека треба. Знаеш што ме интересира сега? Веќе кога зборевме за политиката, мислиш ли дека ќе победи ВМРО на овие избори? 100% сум убеден, не мислам. Не гледам што може они да ни помогнат, освен ако победат и ако не прават како што им ветуваат на народот, да ги смениме после 4 години. Да. Тоа остана. Па тоа е нормално според мене. Секоја влада треба да се менува на 4 години, според мене. Па не да биде нормално. Види, ако работи добро и функционира, ја не гледам причина да се менува. Еви претходни ако работеле добро, зашто би ги Или па на 2 години, тоа што сте ветиле, барем 50% да сте исполниле за првите 2 години. Ако не, ајде чао, според мене. Не сум експерт, лаик сум као и ти, ги гледаме работите, сепак реков политиката не е црна и бела. Си има многу, сум научил многу од пријатели кои избореле и затоа и сум се откажал од тоа. Ама можам да кажам искрено луѓе сакаат или некаат, јас лично зборам, нели јас сум тука гостин, не ставам никој друг у кош. Јас сум бил многу разочаран од претходниве и што е во мој домен, со гордост настапувам на овие политички избори и ми е многу драго што сум повторно дел и што сегде кај што идеме дека има многу луѓе и верувам дека ќе биде така голема победа за прво враќањето на достоинството на сите македонци. Алудираш на името? Апсолутно на тоа, види, тоа што го направија е многу тешко. Верувам дека ќе се врати, валјда има начини, ама треба да продолжи процес, пошто таму има валјда некои договори потпишани кои ја не ги знам и глупо е да зборам. Ама некој да те прави будала, да има избори и луѓето, грото, мои сограѓани да се потпишат дека нека да го сменат името и ти си играш курот со нив и утре да вика пупу не важи тие беа заборив како се вика не избори, него беше тогаш како се викаше тоа, не ми текнува нели За 2017 година збориме, па така? да, заборив како се викаше тоа, не се избори, него беа Не избори како референдум. Ми помогнал таму референдум. И са ти на референдумот повеќе од 51% си изјаснија дека не ќе. И сега ти доаѓаш, пупу го евеш цел народ, у глава, у здрав мозок. Ова не важи пупу, ај сега ќе си го смениме. Те брат, не ти е твоја државата. Да. Тебе те ставил народот тука. Немој да се курчиш. Разбираш, од тогаш, ја имам блокада тука према
Поготово према тој господин, ствари не можам да го наречам господин. Кој? Па тоа Заев беше премиер. Да, Заев, да. Заев беше премиер и за мене он избришан. Буквално немам ништо лично против, ама како политичар го множам како нула, вака како човек. Не го познаваме, Не го познавам лично, така. нит сум се поздравил, нит сум се видел, ако вака да се видиме силно ќе се поздравиме од општа култура, ама како политичар избришан за секогаш мене бидејќи наштетил на голем број на граѓаните. негови сограѓани кои го донеле и кои не се сложувале со неговиот став. Ако си голем мангупи политичар, натерај ги луѓето да гласаат на тој референдум и да имаш многу добра енергија. Така е. Затоа све им пропадна таму. И тие што биле за нив, и тие се сега против. Го смене своето мислење. Така да, знаеш како, што сам си сееш, тоа и си Тој ќе знаеш. знаеш. И веќе да не зборим више за политика, мислам и поише кажав од тоа што треба. Одлично. Нема да зборуваме за политика, ќе зборуваме за една од најбавите теми кои што верувам дека ги расположуваат сите срца, а тоа е музиката. Ќе направиме на кратка реклама од нашите пријатели Love Guru и се враќаме со едно големо изненадување. Значи вчера, како сум си поминал со војками во кревет. Абе лудница, човече, иновативни сме, пози, значи уживаме. Сексуалниот живот со девојками не ми иде како што треба. Слушај, јас го имав истиот проблем како тебе со девојками, некако не бевме онака ние расположени за секс, се додека не го пронајдовме онлайн секс шопот и продавницата за играчки за возрасти loveguru.mk. Да се јави мојата девојка на твојата девојка, па седи и објасни. Ала жено, доаѓај кај мене да видиш што све сум купила, ќе полудиш. Плюс видов дека имаат од 7 најпознати брендови. И Love Guru го имаат најголемиот избор за играчки за возрасти и прават достава низ цела Македонија, така да посетете го сајтот loveguru.mk и ќе уживате. Ова мое срце знае се, не можам ни ден јас без тебе. Ова мое срце знае се, сакаше да ти го предаде. Ова мое срце знае се, не можам ни ден јас без тебе, без тебе. Ова срце сакаше. И кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со тебе можам да имам се. Кажи ми како без тебе да бидам, кога ми требаш, само со мене можеш да имаш се. Да биде што сака нека биде, би до мене, што сака нека биде, што сака нека биде, би до мене, што сака нека биде, што сака нека биде, би до мене, што сака нека биде, што сака нека биде, би до мене. Добар ден. Ненад, мајсторе, фала ти што постоиш. Фала ти што постоиш. Ова вечер на вистина после ќе имаме еден ексклузивен гостин, ќе стеме на друга локација, затоа што не успеавме да го договориме некако да дојде со нас. Се работи за еден голем пејач, тој е Брейк. Имате така да вечера ќе биде интересна. Фала ти. На вистина ми разубави оваа среда. За жал не успеа да дојдеш со почетокот на емисијата. Најавив дека Панчо е дефинитивно мојот омилен пејач, човек кој многу го сакам и почитувам. На вистина ми разубава вечерта и фала ти, веќе не знам што зборам, почна да дъткам. Многу искрено, доста песни свирам на мои настапи. Миксче направи, не очекував. Така да немам како да кажам, немам проблем да освирам уште повеќе песни од вас како група. Реално ги знам доста и текстовите, интонацијски се снаоѓам и Да, тоа е, затоа си ти поразличен, мора да си поразличен. така. Ама и тоа е убавината, затоа се кавери и си ги пееш и ние сме многу среќни кога ги пеат нашите кавери. Обично кога пеат кавери, Се лутат. па не знам кој се лути, треба да е будала дека се лути. Така само ти е живо Она Јами песната. од Србија, една пејачка. Не знам, не пратам српска сцена уопште, ама треба и драго ни е кога ќе си направиш кавер, слободно прати ни го да го споделиме на наш канал
мислам на Facebook, кај требаш, Од тука може да ќе ти сечеме, помогнеме. ќе објавиме, не е проблем. Слободно, снимајте си, нас ни е драго колку може да помогнеме. Па Многу реално, луѓе ни луѓето праќаат. нема поголема реклама, тоа што ќе го промовира твоето дело, мислам дека е Апсолутно. најголема реклама за Апсолутно. Апсолутно. И нема не, тоа е едно од најголемите онака најголема чест е некој Да друг да го ти слуша. пее. Да, па да пее твои дела е било што или нешто што ќе напишеш твој текст или книга која ќе напишеш некој писател па кој му ја читаат книгата. Значи затоа пишуваме и правиме. Баш. Што е до мене, на секој настап имаш барем по 3-4 песни од вас. Фала. Одлично, ќе Фала. пиеме уште, Ненад, ако не ти пречи гитарата остави, ја седи тука да не правиш одлично друштво. Панчо, ако ме виде, јас уште пишував прашања, пошто бога партали, значи јас ти кажам, значи многу прашања одбирав сама некои интереси, ама морав една гледачка да испочитувам. Ние продолжуваме понатаму со рубриката Инстаграм прашања, дали може? Апсолутно. Вака се започнуваме со Марија. Марија вика вака: "Браво за посреќата, пестата со врчак супер." Фала Марија. Фала, Марија. Фала, Кажи ми Марија. како свеки врчак. Фала, Марија. Можам да се изразам вака, вие го вративте Не, назад? не, па гледај, тоа е глупост. Ја никога не сме вратиле ние сме у контакт континуирано додека го не беше он буквално нигде. Само имаме голема почит и респект пред се како артист и после тоа како наш добар пријател и дел човек кој сакале или ние или не да кажеме дека не стајал на таа мапа, бидејќи кога ја направивме тоа го крие од 2007, ако не се лажам. Баш така беше и тоаш ни се врати одеднаш почна оствари нашата кариера, ајде да кажеш, на Макфест и така не засака Па навлече на тебе, публиката. тоа лудница, тоа. Па не знам дали беше, да, после тоа мислам дека беше одма навлече на тебе, па полна месечина, па пази се од мене, не знам како и да пошто знам дека Хронолошки, да. хронолошки не знам, ама знам дека после тоа го кри имавме уште еднаш највртена песна помеѓу два фестиваля, тоа е според мене најголема награда, поголема и од прво место, бидејќи најслушана е, значи најголем хит, највртена кога е најголем хит. апсолутно. Беше полна месечина, ама не знам кога излезе навлечен на тебе. Али имавме такви некои 4 бенгера кои ден денес се пеат. Тоа го крие полна месечина, навлечен на тебе и пази се од мене. Да. И тоа е све благодарение на Раде. На Раде, дали ќе ни откриеш што се случуваше со Раде изминатиот период? Каде беше? Што правеше? Он си се повлече едноставно, си работеше на некои негови други проекти. Ние имаме уште 2 песни со него браво. кои Браво. не знам луѓето дали знаат, ама чекаме да дојде време кога ќе решиме да ги извадиме и за некои ситници не сме се слагале и верувам дека тоа ќе ги испегла Лазар Цветковски најдобро што може и кога ќе дојде време ќе ги пуштиме. Одлично. Морам да те прашам, дали е точно тоа дека Врчак не сакал веќе да се занимава со музика, дека паднал во некоја тешка депресија? Јас кажам што збори народот, дека влегал во секта, дека се дрогирал, дали е тоа точно? Не, он никогаш не се дрогирал, бар пред нас, пред мене и пред Андреј. И затоа најодговорно тврдам. А у секта, која е таа секта да и ние да влеземе? Постојат секти. Така викаат, луѓето знаеш оние градски причи. Политичари. Не се, тоа се селски причи, не се градски причи. Од селјаци, значи селанец и селјак има Разлика. Селанец е да тој што доаѓа од село, а селјак е селјак. И кој е започит лице кој си работи, кој си заработува Така честно, е. а селјак е дојден од негди и што глуми граѓанин, а е баш Простак. селјак, да. И ствари има и од Скопје луѓе што се селјаци, од само Апсолутно, Скопје што се дојдени и од околина Битола исто не е Битола и големи градови што се, нели, да нема везе да не збориме за тоа. А не западнал у депресија, напротив, работи континуирано, има доста проекти, доста песни, ова посред искочи сочимо спонтано, бидејќи требаше да пуштиме таа една од тие другите. Кога Андреј отиде да снима кај него, да прават мелодија за рефрен кој Раде е имал, ја не можев да стигнам. Му ја пуштил, ние требаше да ја пуштиме, песната беше готова да ја пуштиме и затоа задоцни месец дена понатаму. Разбирам. И Раде рече, јас сакам да влезам на оваа многу ми се свија. Текстот е мој, му дадовме и него дел, пошто
не можеше да не напише нешто. Раде е еден од најдобрите поп текстописци, според мене. И он умеше прсти направи уште некоја линија фрли таму. Нормално ние му одобривме, пошто имаш готов производ и стана тоа што е. Добивме, не мислам дека, да, не мислам, него добивме за хит на година на Златна буамара. Иако е тоа приватна манифестација, ние многу ја почитуваме, бидејќи е единствена, ама не можеш ни да му се љутиш на Ранко. Тоа е негово, као ова е твое шоу и ти си правиш што сакаш, даваш награди него, мене, на Нив, на Петко, на Станко и нема, да кажеме, е неофицијална Греми Awards. Така. Неофицијални Греми Awards е тоа македонски. Апсолутно си во право и едно прашање ми стигна еве за Врчак, кој што сепак тој не е тука, но еве вака може ќе испадне глупо, но сепак сте пријатели. Дали е точно тоа дека ја снимал сексуалната определба и станал геј? Не. Мислам, никогаш не дал мене. Сте нади некои слики малку му беа чудни, ама Па он мислам дека си ги овакви, како се вика, едитира. Едитира фотките, не сум слушнал, напротив, знам дека и јас знам за девојка која беа заедно. Сега брзо. Мислам може да се и уште. Одлично. Се надам дека еден ден ќе ни гостува тука, така да ќе направиме нешто, ќе направиме некој добро шоу. Марта, дали ќе имаш еден голем концерт како 20 годишниот? Да, ќе има за 25. Планираме само да сме живи и здрави. Да сме живи и здрави. Се гледаме на околу низ Македонија. Апсолутно си во право. Ауф. Никола, има две прашања. Што мисли за Стефан Лазаров? Момче која си ја брка неговата работа. Моје мислење за него дека е болно амбициозен и е добар пример дека со голема амбиција дали гази преку лешеви или не гази преку лешеви, тоа е негово и луѓето оставам тоа да ценат. Може да постигне нешто. Сега колку ќе трае тоа, он треба да знае. Така е. И он секој знаеш, ја пак ќе речам, што сееш, тоа ќе знееш. За сега функционира супер и му посакувам само све најдобро и верувам дека треба да соработуваат и он прави добро, ете промовира македонски артисти, промовира буквално у неговиот подкаст има секаков жарн како што имаш. И ти така треба да биде од политиче за да биде интересно. Да, што кај нас има звезди. до Стефан, се најдобро. Да ме понатаму, ова е сосема друга стара, сега го пишува прашањето. Ќе платам колку сака, само да ми пее на свадба, живот е желба ми е. Кој вика тоа? Една друга стара, ќе те плати колку сакаш, само да ја пееш на свадба. А ние сме пееле на свадба. Да. Пееме сигурно 3-4 пати. Да, 3-4 пати тоа е одлично. Има ми се зависи како сакаат. Генерално не идеме без бенд. Никога не памтам кога последен пат сме биле без бенд. Сега пеевме 30 минути како гости бевме во Штип. Баш правеа Унија на млади сили на ВМРО и навикна како гости, ни отпеавме баш на плейбек. И не знаевме што да правиме со себе, пошто не ги знаеме песните на плейбек, која се мислам оригиналните песни сега ги свириме уживо и малци се реаранжирани, другачи тек има темпото е друго. Да, како со Ненад, да. Така да. Одиме понатаму вака се. Колку е промерет ноќтиот живот? Прашање с двајцата во Скопје. Од тоа време, кога стартуваше ти со кариерата и сега? Па многу е. Сега моментов шршат ја како диџеј, резиденцијата ни е во Станица 26 и оваа година општо е можда една од најтешките години за сите клубови низ Македонија. Нема клуб кој функционира добро, збориме за петок и сабота, не збориме само за сабота. Така да огромна е промената, прво многу луѓе се одселени, ја тоа алудирам многу одамна, колку помлади се одселуваат, тие се таргетот. Знаете како, јачината на клубовите после 18 до 23, ајде да кажам преку сила до 25 години, но веќе кога си 24-5 почнуваш со работа. Голем дел почнуваат со работа и не ќе додојат у четврток. Сака да дискочат дици на тука панче, да боцнат нешто да каснат, па поготово сабота, пошто многумина работат сега и во петок и петоците. Надвор од Скопје се ужасно лоши. Ужасно лоши. Јас сум благодарен што агендата ни е стално пуна, што како ДНК, што како диџеј, но не е поентата да ми е само пуна агендата, треба и да има луѓе, нели? Ти газдата мора да те ангажира, пошто мора да остави и петок да работи и сабота. Така е. И за тебе не е окей ако не свириш пред пуна публика.
Така да, генерално огромна е разликата општо, заради не само ради оцелувањето на луѓето, прво е страшен проблем со финансиски проблем, немаат луѓето пари, многу кафичи има, многу дискотеки и програмата и тематиката која се нуди, мислам дека исто има голем удел. Има луѓе кои кажат да отвара кафичи, вика ова ќе тераме сега со ваква програма, гледа дека не му функционира и нема таа истреност и одма добива, ја менува програмата и става српско турбофолк и такви работи, а тоа е најлесно бидејќи сегде функционира и немам ја ништо против тоа, ама затоа побрзо рика, народски кажано, бидејќи има такви неуникатен, има на 100 места, од 100 места 110 прават турбофолк. Апсолутно се оправа, ама не знам што да кажам на таа тема. Кога на настапи, кога пееше, ве се речи свадби, дали некогаш ја пееш песната уште еден ден? Не. Не ја пееш? Не можеш? Таа во еден разговор интерен со Сергеј Четковиќ, баш неисто мислење беше дека таа интернетна песна, која треба да остане за себе и прво ми е тешка да ја пеам, јас која ја пеам, може треба време да помине, а второ ја испеав на концертот по повод 15 години ДНК во Метрополис Арена кога го правевме. Саем. На Саем. Да. Метрополис Арена Саем. За жал не постои више и ми беше тешка, дури и Лази излезе да ја свири, бидејќи таму се решивме у задниот момент на генералната проба ден пред концертот, без проба, без ништо и ми беше тешко. Тоаш ми беше тешко, сега не сум ни се обидел. Што не значи дека кога ќе правиме амплак концерт дека не може да ја вметне. Па да, ама сигурно ќе пееш со огромна емоција. Да потсетиме само таа песна нели ја направи и отпеа за мајка ти. Баш така. Изгуби мајка ти, тежок период од твојот живот, како се снајде во тие? Ти беше млад релативно. Тешко, па реално. Она ми беше и мајка и татко. И вчера, а тоа ќе биде 10 дена од која ќе иде се недела дена подоцна, 10 години поминаа више. И баш така помен еден правевме. И кога ќе видиш колку брзо лета времето, а лажат дека време лечи све, мене ми фали и ден денес. Можда не толку колку што било оние први моменти. Кога била свежа булката. Кога била свежа булката, да, факт е дека времето лечи све, ама не до крај. И мајка си е мајка и нема поголем борец. И нешто што е по-чисто и искрено кон детето. Татко може да биде секој, така викам јас стално ако сум машко. И ми фали и ми е драго, едина болка ми е што не дочекала да се радува на сите оние успеси, бидејќи сме ги поминале сите лоши периоди заедно и не сум можел да вратам бар 20% да ја вратам од тоа што она за мене правела. Би бил пресреќен, ама верувам дека така требало да биде и сега имам ја деца кои треба да им служам на некој начин, треба да ги воспитувам онака како што ја мислам, да ги направам добри луѓе пред се, честни, иако живееме во едно нечестно време и многу гадно, ама пробувам да ги они имаат свој живот, секој има своји генерации, свој пат, но гледам да ги истерам на оној прав пат, колку не постои правило, така што е правилно, што не за еден е правилно, за еден не, на еден нормален пат да се надвор од дрога, да се надвор од хейтови, да се добри луѓе, тоа ми е битно. Да, дефинитивно како мајка ти дефинитивно што го постигнала тој успех со тебе, да ти изведе на нормален пат. За жал знаеме, таа почина од рак, така како не се лошо. Да, од рак. Почина од рак. Мислам дека на матка, да. На матка или така нешто. И тоа е небитно тотално, ама уште еден апел до сите жени, бидејќи тоа ако на мажите е простата Ахилова пета, така на жените тоа е и дојките и дојките, градите, така да треба да се проверува се почесто, да не се шалат. Многу викаат стравот лозијето го чува, ама и превентивата исто така да имаме сега, нели, овакво секакви методи и боле спречити него лечити. Него лечити. Каков син беше Панчо? Не знам, тоа сестра ми треба да ја прашаш и малскиве мој старо мало, пошто они ме израсна. Не, дали на пример правеше проблеми на мајка ти? Многу.
Многу. Се кажеш? Но, па, види, ја немав татко, него ни памтам на 7 години почина. Ја бев старо мало уште од мал. Се бавев со секакви работи, многу се коцкав, ја продавав бурмата, цело злато од дома, пушев цигари од 5 оделение до 7 као ромчињата. Као да ти кажам, бев многу лош, школа бев многу лош. Мислам лош по оценки, Лош по иначе не оценки, сум бил лош, не сум бил никогаш злобен и злонамерен, ама сум бил лош. Ке ми извиниш за изразот, во бунтовен. тие години секој забегува. Ке ми извиниш за изразот. Па, знаеш како, јас сум немал онака father figure и татковска рака, друго е татко дека ќе мавне. Татковската фигура така е, така Кога ќе е. мавне не е исто ко мајка, шо мој мајка ми купуваше цигари, дури ја кара, ама мајка ми каже боле ја да му купам него он да краде и да прави нешто. Знаеш, и веќе во 8 оделение сум прекинал да пушам. Како да ти кажам, и до ден денес ја изгледам вака, не пијам алкохол, не се дрогирам, не пушам, healthy life. Како изгледаш? Изгледаш супер, што има врска, Изгледам тоа се нормално, стереотипи. да. Тоа се стереотипи како сте тоа видели. Изгледам нормално. Изгледам Да. вајда. Може би постои задгробен живот, кој што но зборавме преска, може би некој верува во универзум, некој верува во Господ. Така. Така да дефинитивно постои некоја сила, јас сум сигурен дека мајка ти те гледа и може би ако тогаш плачела по твоите грешки, денеска се горде. Па претпоставувам ја Затоа што ти си одличен татко, како што кажа ти, ја тоа не го кажав, комши сме така да се знам. претпоставувам дека сум, ја не знам, дали сум тоа треба да и децата ги прашаш кој исто сестра ми. Јас од син ти игра фудбал еднаш играв, така да се знам. Ве молам, голем аплауз за оваа приказна. Навистина си одличен, ама јас би сакал да сменам оваа тема. Знам дека децата веќе ти пораста, уште играш игри, но еве јас со мене ќе изиграш една игра, дали Ајде, може. обавезно. Што е поентава на ова игра? Ненад, ќе ни се приклучиш ако можеш. Секако. Ќе ни се приклучиш со тоа што? Со тоа што? Панчо, поентата е да не видиш кој лик ние го имаме тука. Ајде, Добро, Ненад ќе ти го држи мојот телефон горе. добро. Ти си една личност над главата на Панчо. Така. Добро. Интересен лик. А, Ненад? Скроз. Поставуваме прашања и на мене на Ненад можеш. Ние ќе ти одговараме, треба да го погодиш овој лик. Добро, Машко, женско, естрада, не естрада, така. треба да го погодам, треба да ми даеш некои насоки вака. Само прашувај. Да, само прашуваш што треба сум, да прашувам. да, машко, женско. Кој е ликот Да, уствари? што сум, машко сум, женско сум, Да. што сум. Уствари тој лик треба да сум ја. Да, треба да го погодиш. Или кој е Да, ликот? да Добро, го окей, погодиш машко или ликот. женско да стартаме со тоа? Женско е. Женско. Еве, Ненад, дека ти помогаш. Возраст, Ненад? Не знам, искрено. Искрено, Од стварно. прилика од до? 30-40. Да, околу Добро. 40, мислам дека пред 40. Женско, 40. женско од 30 до 40. Со што професија се бави? Најубавата пеечка. Пејачка. Добро, за кого како најубава. Пејачка. А фолк или поп? Поп. Поп. Елена Ристевска? Браво, браво, браво. Ова беше... А сега да видиме дали ќе погаѓа ова е многу згодна. Ненад? Браво. Еј, со Елена се другари и комши сме тука. Одлична е. Супер, Еленка. И со вас си другар. Одиме понатаму, машко, женско. Да, исто ти кажа дека е многу згодна. Така рече. Па, сега. Прашај си. Така рече. Може и веќе да не е згодна, може да биде и згоден. Добро, така рече. Машко е во секој случај. Добро. А, машко или Машко женско? е, машко е, машко. Значи, добро. Машко. Машко исто е од Македонија. Со што се бави? Со пеење. Згоден, со пеење, возраст, Исто. 40 може да има. Ако Исто, не е тука. јач. Ако не е поп јач. или фолк? Фолк, поп, турбо фолк, не знам што е. Турбо фолк. Турбо фолк, ама и со поп нешто. Да, ама И повеќе турбо веќе фолк фолк пее и последно на место. настапи за да земе пари пее турбо фолк, а вака пее поп. Така убаво кажа. Да. Македонец? Да. А сега викаш згоден. Па, сега може да не е згоден, Чекај. ти ќе кажеш. Сега не знам згоден. Во бенд или соло? Сола. Во бенд. Познат наш пејач. Од Скопје? Никош ме нема гостувано, наистина стварно мислам. Мислам дека не. Има авторски, Има. Не е нешто вау, ама има. има авторски песни? Има. Од И со 30 до Србија снима, 40. и со јаки продукции снима добре. Појма немам, никој што пее, Може праше дали се знаеме, дали ово она. па не, Висок дебел праше, може да текне. дебел?
Не. Висок? Висок. Висок. Пичко матер, појма не. Голем нос, брада. Голем нос, брада. Голем нос, леле. Па добро, така, карактеристичен. Тепач там дека сака се заканува на сите вика че тепам. Ко мојов нос, вајда голем, не знам. Мислам дека поголем. Не знам таков теп. Тепач. Кажи лупни некој. Можам дека јас да тепам, мене не може никој да ме тепа, бе. Таков е така Пичко мац. матер, не знам такви тепачи, пејачи, не Е, ги што знам. гледам јаки. помодрено главата цела е завод. Не знам искрено. Ево, може ова, ја губам ова, појма не. Ја реално на Се сликата ни јас не го познав од почеток. Покажи. Која? Јоце Панов, другарци. Тоа свево. Убаво е насме. Што се случува со Јоце Панов? Појма немам што се случило. Не знам. Сака Зашто се рече пред случило? 4-5 години дека можела да тепа. А не дошол да ме тепаш, не знам зашто не пробав. Појма Ти не. изјави тогаш во еден интервју дека еве сите знаат кај свираме, се објавувам, нека дојде, нека се пробаме. Па, ако ми сега треба да ме тепа и дека А може... зошто? Кој беше поттикот тој да го каже? Тоа дека сакал да те тепа. Појма не. Искрено. Не знам, јас сум заборел и дека постои гледаш, не го ни овако, не се тера вајда негова. Ја не знам дека он снимал и со Србија. Да, има српски песни, да. И со тие. Затоа ми вака кога пее во Скопје, Петру, нема врска, Да, значи Да, не знам. сега значи не зборувате со него, Ја не сум немал никад ни контакт со него. значи што било приказата чиста бира. Појма немам што било. Типа, некој си прераскажувал, си правил. Многу Вајда на емисија бил па буцкал некој со некој ово, и такви работи. Аха. Ма оддавна не враќам, не се занимавам со такви ликови уопште, а со со никак. Сладкар што се случува? Со Сладкар ништо не се случува, сме со одлични односи. Едно време не се сакавте, кажа дека лошо пееш. Не, дека не сме се сакале, он кажал, јас, гледај, на некои луѓе, како Сладкар кој ја многу ја почитувам, и кој мислам дека се мој левел, можам да им вратам. И никогаш нема да не вратам. А Јоце не е твој левел? А не реков ја тоа, не ми Добре, те стави прашувам, те зборови прашувам. у Те уста, ја прашувам. реков некој што многу го почитувам. И некој што е, пак ќе оставам, нема да коментирам други, ние збориме сега за ова. И он тоа што го напишал, предпоставувам дека директно ме посочил за тоа што мислел. Јас сум му вратил на тој начин што треба, но тоа што го на крај кога сите работи ги решивме, било одрекла казала муабети и некој што ме набедил нешто што јас сум кажал што не било вистина. Едино што ја кога ги расчистиме работите и по телефон тоаш му кажал дека едино што мене ми е многу криво што ти не си јавил, пошто ние сме биле цел живот другари, можда не сме се дружили или пријатели, добри пријатели, ако нели другар треба да се дружи, Да, ако си добар Почесто пријател така, се така. почитуваш, се знаеш, се гледаш не толку често. И останавме на тоа, ние ден денес комуницираме, Ама сега и јас- правеше настани, ја го споделувам и го Да, поддржувам видов, и ден денес јавно кажувам да не било он, ние немаше да пробаме, он прв ја напуни Метрополис Арена во 2010-та, ние во 2011 го направивме нашиот прв солистички концерт по повод 10 години ДНК. Така да Ама ја на пример го- се скарам со на пример со одредени јавни личности, не можам да кажам на пример, не знам дека тој е лош говорител или таа е лоша пејачка. Зошто кажал дека лошо пееш? Тоа не можам да Па го глед, стварно вкусови е тоа. Ете, во нему се допаѓам ја како пеам или како рецитирам или како подпевнувам, ништо страшно не кажал. Луѓето тоа драматично го сваќаат. Лошо Јас пее. имам и исто тоа е за тоа. слушното, многу луѓе ќе кажат дека пеам феноменално, некој ќе каже ау многу лошо ми пее едно друго. Тоа Стварна вкус. да, Стварна секој е вкус. уште различно слуша. А да видиме каков е вкусот на Панчо според неговите размислувања. Една интересна рубрика се вика вака што би попрва. Што би направил ти попрва? Што би попрва? Да добиеш огромно богатство, огромни пари, ама да се откажеш од музиката или да продолжиш по истото темпо како и до сега, онака се скромно, но сам да се мачиш. Така, види, ние, како и да е, или имаш пари, пак ќе се мачиш. Освен ако имаш многу пари, имаш батле. Не, вака ти имаш премногу пари. Премногу, да не знаеш што со парите. Да. И тоа Се е, вижи знаеш, тоа, no money, no problem, се вика. Не за џабе ја напишале Да. песната. Не знам дали знаеш, сум кажал секогаш дека јас генерално завршив физкултурно 4-та година во Америка. Се бавив со кошарка, ако сум метро и жилет. И имав 20% стипендија кај што играв таму, ама мајка ми немавме ние толку пари за она да плати тоа што има и се вратив тука. Ако денес ме праша некој што повеќе сакаш да биеш кога ќе се родиш повторно, ако да би се родил повторно, ја би одбрал професионален спортист. Им завидувам на спортистите, ги обожавам, ги сакам, Имаат ги поддржавам боље сега.
Се шалам, се шалам. Хубаво си го кажа претходно Блесен крст. Во Не исто за тоа, време. имаме наша професија е Blessed and Cursed, бидејќи сум пропуштил многу. Сум пропуштил многу слави, многу родендени, многу нови години со блиски пријатели, со роднини, со другари, со деца во моментов. Чак и кога почина мајка ми, ја како што ја закопав мајка ми, вечерта отидовме пеевме у Штип, го памтам тој нас. Што збориш? Да. Моравме. Како издржа? Па, ете, затоа реков Blessed and Cursed и тоа е, дури се консултирав со многу мои колеги дали е тоа нормално, нели? Ама мајка ми секогаш ме поддржуваше у тоа и велеше дека те чекаат таму и животот продолжува, нели? Ја знам како сум си поминал. И ја би ги одбрал парите, музиката ми е живот и не можам без неа. Парите за да можам да си ја купам слободата. Парите би ги одбрал само за да си ја купам слободата. Кога имаш пари, имаш слобода. Можам да спортувам, можам да го сакам. Она што ќе го правам без да имам грижа на совест дека морам да откажам букинзи. Одлично размислуваш, браво. Се ова е многу ретардирано, не знам како сум го напишал ова. Да направиш група со најголемите звезди од R&B музиката, ама да не соработуваш повеќе со Андреј и да заврши целата приказна со ДНК или цел живот да бидеш диџеј на настапите на Слаткар и Оцепанов. Се не ти го разбрав ова да... Значи да направиш група со најголемите звезди. Значи чао Македонија, чао Андреј, чао ДНК, тоа е тоа. Со Бионсе. Да, буквално. И се стануваш, например, холивудска звезда, тоа го одбираш, ама се напушташ тука, или па цел живот ќе настапуваш како диџеј на Слаткар на Јоцепанов. Па дефинитивно види, мене ќе ми биде чест да му настапувам на Слаткар како диџеј, ако некогаш немам брат мој диџеј. Не, вака не работиш ништо. Само диџеј си, нема да пееш. Не, нормално мене, знаеш како, да ме прашаш мене при која ми е примарна работа и двете ми се примерни работи, и диџејството и ова. Иначе не би го ќе ти одговорам вака дека никогаш не би го оставил Андреј. Ни он мене, ни ја него. Тоа сум убеден. Браво. Лојалност меѓу вас. Така да. Браво, ми се свиѓа ова. Тоа е тоа. Иначе можам да им помогнам, да им улетам на било кој. Немам проблем. Браво. Што е попрва? Цел живот да се шеташ, ова прашање го поставам да се на тројца, мажесите ми давате да нисте одговор. Што е попрва? Цел живот да се шеташ со ерекција 24/7 или до крајата живота да немаш ерекција? Па првото да му имам мајка. Нормално. Абе луѓе, значи одите сега, не ви е срам, да. Што дигнат кур, па. Порно. Боле 3 дена срам него цел живот. Цел живот поголем срам. Па не е поголем срам, него валјда курат со дупе, тоа што треба. Во право си, како јавна личност нормално ли се соочуваш со трачеви? Да, па нормално. И кој е најголемиот трач што си го слушал или некоја неправда, некоја гнаста работа што се слушал за тебе? Не ми текнува сега. Ја мислев дека ти ќе ми кажеш. Имало многу претпоставувам, Има некоја има заедате погоди се? Порано ме погаѓа многу се, јас многу убаво се носам со тоа. Не дека ти е се едно, ама повеќе гледаш да не ги допре децата нешто ако кажат глупости некој, па таму тоа многу убаво сакам дистинција низ тоа преку тоа да правам. И затоа не кем да мешам приватно со овакво. Иако не ти е тебе забрането да пишеш на секој новинар да праша, да пише, да направи, мој како ќе го одговорам и како ќе се хендла тоа. Така да не ми текно, имало трачеви милиарда сигурно. Не ми текнува нешто, имаше за некаков твит од твоја страна, за некоја дебела женска потанга што се појавише, имаше така малку... Да, но тоа не е трач, него тоа е јавен линч, пример, кон мене, на тоа ја што сум го изјавил и тоа колку и да се правдам јас дека знаеш како, ја да напишам сега тоа, ти он и он сите различно го сваќаат. Така. Сите читаат она што го сакаат, а не тоа што јас сум го кажал. И затоа е многу тешко кога ќе напишеш нешто, биди спремен на све, поготово кога си јавна личност. Да. Значи секој сега јас ќе да напишам ајбе сега ти или најде да збориш. Ти или најде ова, ајбе овој од ДНК, овој или ова. Јас сега читам милиарда други такви трачеви, као не делат као не знам, Ристо Вртев го подржал Пендаровски, не знам кој уште го подржал Пендаровски, ама демек, ама тоа е Ристо Вртев, ама ДНК и Ламбе се од ВМРО и као сега прават непотребно си прават, луѓето си прават драма, сакаат да имаат лајкови, сакаат да имаат вјузери. Ја немам никако против кој што сака нека поддржува, што сака нека прави.
мојот став тогаш, кога беше за тангата беше, не беше за дебелина. Уопште, ја немам проблем со дебели луѓе, иако тоа не е као all bodies are beautiful или така, као никој неќе да е гојазен. Гојазноста е болест. Не е нешто со кој ние треба да се гордееме и треба да се фалиме. Значи тоа е healthy lifestyle кој сите се стремат да изгледаат не фит, него здраво. Точно. Збориме. А тоа беше поента, ја пуштав на Golden Beach, имаше една девојка која 4 сат на Golden Beach, значи за не е парти плажа, туку и фамилијарна. Она беше облечена во танга со улје, уштикли, на плажа иде уштикли, прво нашминкана као бугарка, да немам никаков проблем ја и со тоа, него беше гнасно изгледаше. Не она како изгледа како форма, дали бил дебел гас. И затоа сум напишал не секој гас за танга. Знаеш, јадете помалце торти, нешто она, кој ако го размислиш, ја не можам, секој може и слон може да облече танга. Зборам слон, не правам метафора, не вреѓам некој. Него кој сака, мене може не ми стои фармерки, ама ги носам. Кој што сака него. Мене ми беше невкусно, ја тоа на мој профил си го кажав и од тука. Ама не конкретизираше на некој не посочи. Не, тоа исто. Значи не сум посочил, ама дали нашиот народ е дволичен? Едно збори, а друго прави. Да. Значи тоа испадна тоа, денес живееме у феминистички свет, како што и да кажеш, не можеш ништо да кажеш, не сум шовинист, ама и оние кои се феминистки или кои се квази феминистки, тогаш ме растрти, ама ја уопште се смеев. Мислам, други луѓе не им беше окей што тоа го зборе и така беше едно 2 дена врв, ама секој е чудо за 2-3 дена. Апсолутно. Истите тие што збореа, што ме ругаа на Инстаграм, што ме тагнуваа, дури и сите тие работи, денес се сите доаѓаат на мои журки, као ја веќе никад не ти дојдем на журка, и таа дошла на журка и кај си ме гушка ме прави. Пак дошле на моје, пошто најверојатно сватиле дека не сум го мислил тоа така, ама и луѓето сами у тој момент сакаат да си земат дел од славата, па сега јас сум против сите. Знаеш, некогаш прекјути си, не мораш ти да направиш кој што го спомна, веќе се вратам на Лазаров, кога му беше најтешко. Он мене ме ругал цело време, ја никогаш не сум го ругал кога му било најтешко. Кога му беше најтешко, ја му се јавив дури да му дадам совет. Тоа е големината на човекот, што тој дефинитивно не, него искуството, не е само големината. Мене ми било жал, ја немам простор у срцето да мразам некој. Ако мразам некој, сам себе си правам проблем. Да, за самиот крај многу ме интересира твоето мислење и можам да кажам дека си прекрасен соговорник. Многу научив од тебе, ако сум од тебе помал 20 куци години, многу научив на вистина. Како да го сплотиме народот? Знаеш како? Само со прво треба да има да сака народот да се сплоти. Помалце да веруваме да гледаме политика, повеќе да слушаме музика, повеќе да се поддржуваме и да нема кланови. Сцена не постои зашто има кланови. Ја не ќам да снимам со овој млад некој ќе направи една песна хит и мисли дека е кура ципол. Нема поштовање, да се оние стари вредности, поштувањето кон повозрастните, кон поискусните мора да постои. Ако знаеш како било, јас сум повозрастен од тебе, ако јас те замолам да идеш да ми купиш цигари, треба да идеш да ми купиш цигари. Апсолутно. И тоа така треба да е. Ја не те терам, друго е да те ја малтретирам тебе. Оди купи. Знаеш, и тогаш се ствара револт, ама така. почит кој ќе се. Треба да работиме на воспитувањето домашно, на почита, да знаат луѓето дека треба да станат во автобусите кога доаѓа Давид, седи некој детенце од 15 години, ако Давид е повозрасен или ај сега го кажувам без везе, ама постар човек, мора да се стане и да се седне, а не со телефонот и нозете вака на маса. Почитувањето, емпатичноста треба дефинитивно да се развија. Нема емпатија кај нас и се е тоа долг процес кој го трпиме од политиката и од тоа што не сме среќни финансиски, сме погазени по секој основ и тука мислам дека е крахот и затоа и се слуша многу друга музика, а не се почитува македонска, зашо? Јас сум сигурен дека после ова интервју, после ова шоу, дефинитивно ќе се сменат, можеби на некој ќе допрат овие убави мавати кои ги направивме. Јас се надевам подобра иднина како помлад и јас се надевам дека ти ќе уживаш и некоја драга твоја женска личност, на пример, може да се истрети да го подариш ова, Сиора, органска козметика, имаш креми, лосиони, значи така да ќе уживаш
Од Love Guru, нашите пријатели, имаш една играчка, ќе видиш ти која, таа е за тебе, машка играчка, прстен, знаеш како се употребува и 1500 денари. Зашо мислиш дека знам? А не знаеш како се употребува прстен? Има упатство, ќе си научиш. Прстен за машко. Добро. И ваучер од 1500 денари, сакаш поклони го, сакаш да тебе купи се нешто, сакаш на некоја друга драга личност, од Love Guru, нашите пријатели. И на вистина можам да кажам дека ова беше една одлична емисија, просто уживав. Многу научив од тебе, сум пресреќен и горд на самиот себе си што те Фала ти. угости во ти реков ми рече. Ненад, фала ти многу, Ненад, сакам нешто да отпееме вака на суво. Имам јас само неколку работи да кажам, пошто не сакав да го прекинувам него, само на кратко, нема да не должам. Те поддржувам многу во тоа дека нашава е блесен крст професија, толку многу случки и настани имам испуштено со моите најблиски и со луѓе во што сакам да поминам време, во тоа ептен те поддржувам. Во тоа дека сме били како немирни деца, тоа помина тоа време, веќе нема немирни деца, пошто работам како професор и гледам дека деца моментално имаат телефони. Да, И веќе не прават глупости, си седат на телефон и едноставно не се заинтересирани, тие што не се заинтересирани. Тие што се заинтересирани го стават телефонот настана и контактираат со професор. Тоа е едно. Трето исто што сакав да кажам е дека секогаш ќе има некој што ќе сака да каже нешто лошо за некој друг, само за да се истакне себе си, прескаво кажав тоа. И најверојатно начинот на кој што конкретно Панчо ги избегнува тие трачеви и на кој начинот на кој он се справува со тоа е правилниот начин според мене. Прекрасно за се даде буквално прекрасен начин да излезе од тоа, прекрасен повод, едноставно само се сталожено. Апсолутно си во право. Панчо, за семет крај што ќе кажеш ти? Ништо, да ти се заблагодарам што ме покани како гостин, да им се заблагодарам на твоите гледачи кои не гледат, да, татко ти обавезно, добар мој пријател, тука се гледаме умало стално. Фала ти што отпеа ти песна и Спееме се уште нешто. кога ќе и обавезно кога ќе имаш некое уснимено, прати ни го да го објавиме ја и Андре. И да продолжите да ја гледате емисијата и да го пратите Давид, кој верувам дека има голем потенцијал и со искуство, како што старе, така ќе станува се подобар, дека сите оние кои биле ексцентрични секогаш успевале кај нас и успеале. Нормално, само што треба да биде истраен и да работи, да го сака искрено тоа. Да, апсолутно си во право, се е тоа вистина. И најдобрата вистина е дека, најголемата уствари вистина е дека ти нешто ќе ни отпееш. Панчо, ако сака нека ти се придружи, што ќе слушаме од Панчо, нешто од ДНК? Па јас мислам Нешто, ја мислам друго пееше од ДНК, сега да си испее нешто друго да Ненад, затвориме. твој избор, ја завршуваме емисијата. Имајте преубав остаток на вечерта, уживајте и ви посакам се најдобро, се гледаме наредна среда. Чао, чао, имаме многу јаки гости. Чао, чао. Како што кажав и во првиот дел од епизодата со Панчо, Панчо човек кој што навистина многу ми помогна во мојата кариера, но човек кој што навистина ми ги оствари сите соништа кога станува збор за медиумите, човек кој што многу го сакам, го ценам и екстрено почитувам, човек кој што е многу добар, харизматичен маж, прогласен за еден од најбавите мажи, одличен музичар, свири на 2 инструменти, одличен пејач, кралот на македонските балади и кралот на радиото Дарко Гелевбрек. Во ти реков ми рече. Колку убава најава, не сум сигурен за тоа најубав. Еве јас ќе ти кажам како машко, а чи машко на машко ќе му каже, дефинитивно тоа е така. Благодарам. Рече дека не живееш како пејач. Зошто? Имаш многу балади, многу песни, хитови. Тоа си бара, да, тие ги правам од време на време кога ќе ми посака душата. Значи, јас имам, континуирано имам некакви понуди за некакви песни, за, не знам, секогаш сакам, скоро секогаш текстовите сакам сам да си ги пишувам, секогаш се плеткам во аранжманите на песната и тен треба ми се погоди нешто, што е главното, тоа си бара посвета, си бара во време траење, да има континуитет некаков, кај мене сето тоа, немам доволно време, имам многу други ангажмани, не се само радијата и 300 други. Кога сум на радијата, еве ќе те прашам, како е да си собственик на 3 радија во Македонија? Знам дека е тешко, зошто дај до кога така? Тешко е секаков бизнис у Македонија да имаш. Последниве 30 години е тешко, ништо не е лесно од ова. Фала му на Бога ги имам најдобрите луѓе кои имаат најдобро познавање во радиоскиот бизнис. Знаат што прават. Јас сум само еден, често пати кажам, еден кормилар кој ете така потпомага да работите одат во некаков позитивен правец. Инаку мојата заслуга за радиостаниците е минимална.
Добро, а сега се зборат дека сакаш да направиш четврто радио што ќе биде турбо фолк. Мене не ми се веруваше кога слушав, ама Ќе се вика естрада, ќе биде турбофолк, ќе биде балкански турбофолк. значи ти ќе пееш само. Да, како. Ајде те чујам нешто турбофолк. Не. Повели следно прашање. Кој ќе работи таму? Си има и за таму луѓе, веќе разговарано со неколку од нив. И види, Македонија е ризница на квалитетни луѓе, квалитетни музичари, на квалитетни водители, на позитивни луѓе кои треба да ги ставиш Така е. на право место во право време и да таа позитивна енергија да прошират. Се плашиш и ли од наоколу. конкуренција? Многу ме интересира. Не е здрава е конкуренцијата. Да. Зошто би се плашал да? Па добро, има секогаш многу здрава. радија се во Македонија се отварат и нови. Ако, од секогаш имало. Од секогаш имало. Ние, иако 21-2 години, 22 години функционираме во радискиот етер, сепак и тогаш имаше доста етеблирани радиостаници кои си го возеа својот филм супер успешно и ден денес го возат супер успешно, така да. И Пере Нокаут си го возеше својот филм многу успешно, но знаеш како градските причи се и оние спинувани информации дека тој намерно те виктал со цел да ги наполни 4 арени во филхармонија. Сали. Кукува приказно е тоа не е така, се разбира дека не е така. Добре, јас да се прашам, нели? Знаеш како, Нокаут се бенд етаблиран, Пере супер етаблиран музичар, има своја публика, огромна публика, они се на медискиот пазар, со аудиториум огромен. Така да јас сакам само да си припишам на себе еден мал број на луѓе кои дојда и мене да ме видат таа вечер. Сепак носители Значи, на тој мислиш концерт дека беа на Нокаут. благ начин не ти искористи со цел да наполни Нема зашто концерт. ме искористува како. Да. Слушав мавете дека и во лето ќе правите концерти, ќе Хераклеја. имаме, да, не би прецизирал сега датум, јули месец ќе биде Хераклеја во Битола и на Антички во Охрид. Браво. Исто така убава, интересна приказна ќе биде. Ќе направиме циркус пак. Одлично, Спектакл. одлично. Ама без водител не правите ништо, ама добро. Добро. Не ни треба водител таму. Добро, Таму, вие сте публиката ни доволно се- сами што ме. публиката Апсолутно ни си се во водители. право. Апсолутно си во право. Тие се сите нивни овации, сите нивни реакции, цело пеење. Ја бев шокиран на концертите како ги пеат ете конкретно моите песни. И стварно ќе ја гледате снимката на млади и стари на луѓе, МТВ, да. ќе ја гледате, ја се поклонив неколку пати. И не ми се веруваше, сега се ежам, само требаше да завртам микрофонот и ги Дури пеам имаше моите еден песни. момент, мислам дека беше на 4-тиот концерт дека заплаче, нели се случи Да, тоа со да, малата Тамара. да, се те расплака, погоди да. тогаш, како се Да, чувствуваше но- тогаш ти во тој момент? Па како и цела држава одвратно, неубаво, затоа што дознавме таа вечер за малата што се случило тоа монструосно убиство и се разбира дека не можевме понатаму ништо да правиме, не само да свириме. Не знам како стигнав до дома таа вечер. Да. Да, неубава работа, ама тоа. Тешко е, сам знаеш дека животот колку е дубав и розов пишува драми, пред 10 година ако не се лажам ти го изгуби татко ти, мислам тоа е лош збор. Како сега се снаоѓаш со неговото отсуство од твојот живот? Многу ми фали, многу. Се што правев во животот по пат, секогаш наоѓав начин он да можеби некакво признание да ми даде. Тој беше етаблиран бизнисмен, тој знаеше што прави точно во животот. И докажувајќи се кон него, можеби си припишам голем дел од моите успеси. Секој план му го кажував, ја ништо не почнав без да чуе он. Се разбира, он немаше никаква одлука во тоа мое работење, но ми беше мерак. Тој човек го изгубив, ми недостасува секојдневно. Само можам да се понадевам дека вистина некаков задгробен живот постои, од некаде ме гледа и се гордее со мене. Ја во тоа сум сигурен дека е тоа така, дека многу луѓе се гордеат со тебе, на пример јас, и една од моите желби е кога ќе порастам, на пример, кој ќе имам како тебе 40 години, да бидам Дарко Гелев Брейк. Има колку мене 40. Па добро, што И 20. 7. Ја па сакам да се окријам. Добро, нема врска. Знаеш како ние во нашата емисија имаме една рубрика се вика Инстаграм прашања, на вистина кога објавив на Инстаграм дека ќе ни гостуваш, тоа партали, значи луѓе, жени пишуваат. Како се носиш со епитетот дека си најбавиот маж во Македонија? Не верувам во тој епитет, има многу далеко поубави мажи. Добро, еве наброи тројца мажи од македонската естрада што се поубави од тебе, според тебе. Па не можам да наборам сега. Ја, Не не би се сакал рачунам. да навредам некој друг ако кажам за еден или за друг, но не знам, мислам дај Боже да ме перцепираат така како најубав, ама тоа ми е малку чудно мене. Добро, не се сметаш за харизматичен? Се сметам Многу жени тоа го се имат сметам кажано. за нормален амбициозен човек. Браво, тоа заслужува аплауз, ке ме молам. Продолжуваме понатаму, дали е точно дека со Пере Нокаут ке снимате песна на српски јазик? Требаше, планот беше и беше скоро готова со се текст, со се све на српски. Требаше дури, ајде да не именувам сега, да не ги еден
познат музичар од Србија да биде заедно тројцата да снимеме, но повторно кажувам, да не ги обременувам нив со некаков товар, немам ја доволно време за да ја изнесам таа песна како што треба да се изнесе, и затоа го замолив Пере да направиме ја и он заедно, и таа треба многу брзо да излезе. Значи, ја немаш онаа желба, амбиција, например, во Србија да станеш пејач, Београдска арена, идемо. Секој има таква амбиција, се разбери. Јас сам не би го направил, нити концерт не би направил сам, да не беа нокаут никош. Чек, имаш трема? Ненормално многу трема имам. Многу трема имам. И можам да кажам, кој ќе видат снимката дека со Пере бевме под одредена количина на алкохол кој излегов на првиот пат. Па така, од време на време. Многу или малку? Потреба, не. Никогаш во ништо не претерувам. Браво, тоа е добро. Кажи ми вака сега, што може брек да го доведе до депресија? Што може да ме доведе до депресија? Како интересно прашање тоа. Па не знам, да изгубиш близок човек. Да слушнеш за некаква нечија трагедија во околина, посебно во тоа окружување, во една поблага форма да кажем, јас сум метеопата, знае и дожли во време никакво магла, таква работа да ме фрли у некоја блага депресија, но никогаш да не ме обзеде таа депресија, не, тоа е само state of mind, кратко поминува. А во денешно време, што најмногу ти иритира? Од општеството тебе неправда, од секогаш. Која неправда најмногу те заболела? Дали ќе не откриеш? Не можам да се сетам сега. Многу неправди сум имал во животот, сум бил обкружен со многу доста неправди и знаеш, грешна перцепција кога имаат луѓето и кога судат пред да те запознаат, пред воопшто да работат со тебе, пред да те видат, ти судат и кога на прво седнување треба дефанзивен да бидеш, се браниш од она што ти е створена некоја слика во некоја друга страна. Не се дуи по амбалажи, убаво рече другар ми жлика само рече. Вака сега, на кратко ќе изиграме една брза рубрика, односно игра, се вика што би попрва, сум или не сум. Века вака, брейк, што би попрва, да бидеш со некоја која ти обрнува малку внимание или па цел живот да бидеш сам? Сигурно со некоја. Што ти обрнува малку внимание? Да. Како бе така? Сите гости да сега кажа дека подобра сам. Не, ќе се трудиш да го поправиш тоа и да те обрнува повеќе внимание. Може на пример, еве сега ти си женет, може на пример ќе сакаш во текот на денот да имаш 3 пати, мислам да доручкуваш, да јадеш, ама таа ќе сака само еднаш, ме разбираш? И нема ти обрнува доволно внимание, на пример, не знам. Има на англиски вака, на англиски се вика they don't call it a job for nothing. Значи ако она не сака, има како има начин како да направи мене да ми биде убаво. Браво, интересно. Се разбира. На пример? Па, на пример, blowjob. Браво. Што ве попрва, цел живот да шеташ 24/7 со ерекција или никогаш повеќе да немаш ерекција? 24/7 со ерекција, се разбира. Секој машко ќе ви го каже. Па како ќе земеш се, па ќе ти се посла. Мал милион апчиња и лекарства измислија за после 60-та година, после 70-та година да се пролонгира сето тоа, да можат сексуалните екстази да излезат на виделини и на стари години, така да се разбира, нема машко што ќе ти го каже спротивното. Во право си. Што е попрва, да имаш се, а да си тажен или па да немаш ништо, а да си пресреќен? Среќата ја бирам пред се. Ако постои начин како да на било каков начин да биде човек среќен. Тоа го сакам јас, тоа го пропагирам кај моите најблиски, посебно кај моите 3 деца, кои им викам најважно во животот да сте среќни. Така е, тоа е најбитно. На било каков начин они ја да е тешко да се најдеме со. Дали е тешко или среќно, на било каков начин они сакаат, но да бидат среќни најважно. Браво, убаво размислуваш. Што е попрво, да станеш претставител на Македонија, значи замисли своје обезбедување, вила на водно, свети обезбедено, да живота пензија, или па, на пример, повеќе никогаш, значи радијава да ги заборавиш и никогаш повеќе да не се занимаваш со музика, ако станеш председател, или па да си ја работиш работава и секој ден да настапуваш оние што ги викаат пејачите народски кажано тезги, да настапуваш на секаде. Кафичи, локали. Па пошто не сакам да настапувам, имам трема, така да бирам председател сигурно. Председателе, ајде. Со среќа. Во секој случај. На вистина интересни одговори. Хипотетички да размислиме, ако еден ден станеш нели премиер на Македонија, пример правиме, премиерот е нели помоќен. Чуден премиер. Чуден премиер. Да. Што, какви промени ви направила оваа земја? Еве 5 например, промени кои што ти би ги направил. Не може вака. Ако почнеме зборуваме какви све промени би направила во држава, во системот на државата, ќе ни требаат 18 емисии, едно по едно да ги набројувам. Што би направил? Би направил се да има што понасмеани лица во нашата држава.
Значи што повеќе луѓе со насмевки да има, што значи што подобар да им биде денот, неделата, месецот, секирациите кои се неминовни да се намалат на минимум од аспект на она што можеш како држава да го направиш, се разбира. Дали е тоа возможно? Па мислам дека ова е мала држава, ние малку народ сме, можеме да го направиме. Можеме да подобри од Швајцарија, да. Не само тоа, не сме народ кој бара премногу. Значи нас малку ни треба. Така да мислам дека може и мислам дека ќе направат. Нема каде, после 30 години самостојност мора некој нормален да фати. 33 веќе. Но мора некој нормален да фати да истара работа како што треба, бар тие основните да не изискува никој нешто што е нормално и природно секаде на планетата Земја. Апсолутно си во право. Веќе кога сме кај оваа тема, како би опишал нашава политичка сцена? Чудна. Само чудно? Чудна. Ба било како да опишувам ќе превагнам на една или на друга страна, не би го сакал не би сакал да го направам тоа. Се надевам само дека ќе има одговорни политичари. Добро е што се во добри години тоа што ќе оветат мора да го исполнат, сакал некел некаде некој, посебно денес е електронска ера, се ти е запишано, се ти е снимено, тоа што ќе оветиш мора да го исполниш. Или не го ветува воопшто. А ако ти имаш магична стапчеве, што ќе направиш? Што ќе направиш? Јас би направил просечна плата 2000 евра да биде во Македонија со истите цени сега куповни. И во Радиева? Да, се разбира. Одлично, одма, кај ти е магичното стапче дај одма. Се разбира. Одлично. Малце сега откачена рубрика, вака сега ќе правиме молбет кога си бил нели неженет, кога си бил помлад. Секогаш јас прв стартувам девојка која ми се свиѓала. Дали си го направил тоа? Секогаш, без исклучок, да. Имаш некоја интересна случка, некој ти има одбиено, многу ме интересира. Како не, се разбира. Добро, не сум одел до тој степен да треба да ме одбие, се разбира дека приметуваш дека нема флуид никаков, дека не постои можност да кохезија некоја меѓу вас, да некако продолжите нешто заедно и ретерираш, се разбира, културно, джентлменски. Да. Вака сега, после секс, барем еднаш во животот сум се пофалил на другари. Пред се сум джентлмен, не се фалам за такви интимни работи. Браво, ова треба многу ние да научиме од брейк, дефинитивно си во право. После пијана ноќ сум се ветил дека повеќе никогаш нема да пијам во животот, барем еднаш. Па, моите тинејџерски почетоци, како и секој нормален тинејџер кој се напие утре дента, па 2-3 дена не може да функционира, сум го кажал тоа, но тоа било пред многу години. Така да денес, ако го кажам тоа, ќе се лажам сам себе. Во право си. И ќе лажам околина, така да Во право си. Перено као си го да истиот пробувам одговор. сето тоа да биде умерено, пробувам да не се забегува, пробувам да имам само контрола некаква кога е алкохолот во прашање. Добро, во И право не си. возам никогаш кога сум. Тоа е најветно, да, и ја исто. Вака се ме интересира вака. Една игра на брзина да изиграме, многу интересна. Ајде. Вака. Не знам како ќе го изведеме ова затоа што не снимаме во нашето студио, снимаме на друга нели локација. Во мојата канцеларија, Во твојата слободно. канцеларија. Добро, може да твоите, видат не како во се моите. гитарија, све. Не, имам живота шоба да научам, а ти знаеш да свириш и гитара и пијано. Да, и клавир. Ја идев на клавир, значи ми избрка одма пред 8 години. Не ме биваш, ама тоа е. Да. Вака сега, ќе замислиме дека ти си оваа личност, како да го направиме ова не знам, ниво монтажа ќе ставиме тука. Ако не ти е проблем, мојот телефон да го ставиш врз твојата глава, Добро. ама да не видиш за која јавна личност станува збор. Добро. И ти треба да погодиш која јавна личност е од нашата естрада политика. Значи ти која си ти треба да погодиш, кој си ти, ме разбираш? Аха. Да. Аха. Ако е може да вака да го ставиш Ајде, горе, ајде. ти ми помогнеш со Држ го ти. Ја да го држам, ама Ајде. нема да биде изводливо. Добро. Само да така. Добро. Па крајва можеме. Добро. Окей. Ајде, што Евака. треба да видим? Поставуваме прашања. Машко, женско. Јас да ти поставам Да, јас прашање. кога одговарам, треба да погодиш за кој станува збор. Колкав беше последниот буџет на Република Македонија лани? Други плаќаат за тоа. Други средуваат. Аха, други плаќаат за тоа. Добро. Колку чини киловат час во во индустријска струја? Не знае јавна таа личност, не знае. Аха, не знам. А машко, женско не ме праќа дали. Аха, треба да погодувам кој е на Па оваква? да, поставуваме Што е, машко прашање. е? Не е машко. Женско е, значи. Естраден уметник? Да. Естраден уметник. Со музика или со глума? Со водителство. Со водителство. Лила. Не. Опа, Маријана. Бинго. Не, конкуренција беа на времето, се хејта. Кој се хейтал, кажувај, нешто не знам. Па, ти многу работи не знаеш. радиски нешто имале. Не знам за радиски, знам дека на телевизија водеше на времето, интересна личност е во секој случај. Добро. Црна плава. Многу фризури има сменето на времето, значи во твое време била плава, во мое време е црна.
Добро. А не знам што друга, па висока, ниска. Па ниска, релативно ниска. Окей. Тело, Дали се познаваш? атлетско тело или Порано да, сега малце тешко. деца родени мажена? Да, разведена. Аха, Со добро. деца. Се предавам. Може као малите деца да... Ајде, Мелита Ракичевиќ. Мелита, окей. Дали се познаваш со Мелита? Се познаваме. Имав една прилика со нејзе рече да те поздравам. Фала, ќе ја поздравите. Одиме понатаму да видиме втората личност, баш ме интересира. Може? Ајде, да. Само нема да видиш, молам, интересно е, машко, женско? Машко е, женско е, што е? Машко е. Машко. Од која сфера на нашето живење? Ниједно се зебам. Од музиката, се занимавам Од со музиката. музика, да, одличен музичар. Вокал? Да. Инструмент свири? Мислам дека да. Возраст? Да, уствари, не мислам, да. Возраст? Твои години. Мои години. Каква музика свири? Па сега. Народна или забавна? Не, забавна. Забавна. Добро. Рековме свири инструмент? Или не? Свири, да. Гитара? Окей. Се мрзите со тебе, онака, знам дека ти е иритантен. Иритантен ми е. Иритантен. Може Нема. тие, може грешно. Нема таков. Нема таков, а? Нема. Убав, неубав, низок, висок. Црн, плав, како? Црн. Низок? Низок. Црн, низок. Висок. Гитара свири. Дебел, слаб. Не знам, каков е? Па, така. Буцкаст. Буцкаст веќе стана, Срамно. ама е пак добро граден. Може Се да. предавам. Паперен нокаут, другарти! Паперен нокаут. Не ме прашали ма брада. Еве ти го пера. Браво. Дали се свиѓаш играта? Супер, интересна беше. Да, ова беше нели вака издание за април месец со Панчо, не успеавме некако да се договориме, па затоа одлучивме да снимаме вака посебно за тебе. Окей. И навистина ми беше чест вака што ми беше Мене гостин. исто. Да, Многу што ми е можеш да мерак. кажеш вака за нашата публика? Да се сакаат Како да повеќе, се сплоти народот тебе? да се сакаат повеќе, да го уживаат сонцево сега, ни следи сонце неколку месеци, да излегуваат надвор, да дишат чист воздух, што е можно, да внимаваат да не го загадуваат воздух, вклучувајќи ми мене, че нека користат точаци, нека шетаат, нека си купат куќиња, нека шетаат со Да куќиња. слушаат City, Club FM и Ке Метрополис. се слушаат тие што сакаат да слушаат, така да А на вистина има и веќе Не би многу млада сугерирал. публика која што слуша, така е. па би требало радиото пенетрира секаде, многу интересно. Пенетрира. Да, пенетрира. Го имаш во кола, го имаш во движење, го имаш во локали, во канцеларии, во фризерници, секаде го има, така да. И нешто што ги прашам сте гости, опишуваме мене, односно одјавиме мене. Како ти би ми опишал мене? Како би то пишал, храбар, млад, амбициозен човек, онака како што треба за да се доделка и да стане голема звезда балканска. О, фала Се ти. надеваме. Фала ти, јас се надевам. Ако ја не сум балканска, тогаш ти дефинитивно си македонска, кој што кажав. Кралот на македонското радио, Дарко Гелев Брек, не случајно ја донесов оваа куна. Од нашите пријатели сигурно ги знаеш, си ора имаш Ви за... благодарам. Која личност, која женска личност би сакал да го подариш овој подарок? Имаш сетови, пилинзи, креми, Јас се знае која, со таа што Супругата? живее со мене дома. имаш тука играчка од Love Guru, најдобрите онлайн секс продавници, е овај Love Guru Каква имаш. играчка е тоа? Сега не е за пред камери, имаш нека да. интересни игри и имаш 1500 денари ваучер, можеш и на твојата сопруга или па ти да си купиш нешто ако сакаш, машки помагала на има. моја дилдо едно. Why not? Така. Еве те кесичката да не ти Фала ви. пречи. Тоест мене да не ми пречи, Брек на вистина ми беше мило што ми беше гостин Мене и исто. се надевам дека ќе се видиме со нови успеси, победи, Сигурно. нова песна ако правиш, може да снимеме нешто. Yes. На вистина беше чест. Тоа беше Дарко Гелев Брек и Панчо во ти реков ми рече, ние се гледаме наредна среда. Чао, чао од нас. Помири се со тоа, не јас не сум човек за тебе. Ти веруваш во сите приказни, а јас не верувам ни во себе. Се толку очајно, ништо не сум променил. Ти не можеш да ме смениш, и јас сум таков и таков сум бил. И нема начин да ме смениш. И јас го живеам овој живот сам, без љубов и емоции. Нема да ме смениш. Мене животот ме научил и јас сум таков и таков сум бил.
Ти реков? Ми рече. Ти реков? Ми рече.